Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Под мотото менување на системи за поздрав живот, денеска на клиниката за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања ќе биде одбележан светскиот ден на обезноста. Обезноста не е само естетски проблем. Тоа е сериозна хронична болест што може да предизвика над 200 други здравствени нарушувања. Лекарите алармираат дека навременото препознавање и третирање се клучни. Но наместо медицински пристап, многу луѓе се уште гледаат на обезноста низ призма на осуда и предрасуди. Дали во нашето општество постои свест дека обезноста е здравствен проблем? Дали пациентите добиваат соодветна медицинска грижа или напротив се соочуваат со дискриминација? Дали државата превзема конкретни мерки за спречување и лекување на обезноста или се останува само на кампањи и повици за промена на животниот стил? Денеска во Црвена линија одговарате на прашањето дали обезноста е болест или последица од животниот стил. И кога сме веќе кај одговарање прашања, секако од вас очекуваме и активно учество на социјалните медиуми, почнувајќи од Инстаграм, каде што очекуваме да ги добиеме вашите одговори на денешното анкетно прашање, кое што можете да го одговорите пред се доколку не следите на Инстаграм. Нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Па така на Инстаграм стори на двата профила, прашањето е следно: дали Центарот за менаџирање на дебелина ќе донесе резултати? Имате, како што гледате, две опции за одговор, да, не, ќе кликнете на вашиот одговор, а секако, како што впрочем и постојано правиме, резултатите сумирани во проценти ќе ги соопштиме некаде пред крајот на ова издание. Секако оваа Црвена линија ќе ја започнеме со прилогот на мојата колешка Симона Петровска, а подоцна се разбира ве очекуваме да се приклучите во денешната дискусија на нашата емисија. Дебелината не е естетски, туку здравствен проблем, алармираат лекарите. А статистиката во Македонија покажува дека 15% од децата се обезни, 20% од возрастните, а 50% од населението во државава се надхранети. Граѓаните немаат доволна физичка активност и јадат повеќе од потребното, а лекарите мака мачат со последиците од обезноста. Дебелината се поприсутна, а последиците од прекумерната тежина се дијабет, зголемен крвен притисок, смртност, инвалидитет и намален животен век. Обезноста не е индивидуална болест, него треба да се свати како сериозна мултисистемска болест, да се справиме со ова хронична болест, потенциран болест, затоа што прво е превентибилна и секогаш кажуваме подобро да спречиме отколку да лечиме. Но освен возрастните, оваа појава е се почесто и кај децата. Има повеќе причини, а генетскиот фактор е многу важен. Лекарите со препорака децата да не се хранат на сила и повеќе да спортуваат. Вие ако имате во семејството родители кои што се гојазни, ние ќе имаме големи шанси и таквото детенце да биде гојазно. Значи тоа е еден од факторите генетиката. Меѓутоа многу повеќе фактори ќе спомнам дека се битни и тоа е внесот на храна кај дечињата. Значи нема да ги храниме децата на сила. Тие си имаат своји механизми, тие си имаат во мозокот, значи своји центри за ситост и за глад. Фондот за здравство најави дека годинава ќе покрие операции за 40 пациенти со прекумерна тежина кои што имаат потреба од операција. Идејата е да онаму каде што постојат медицински, силни медицински индикации, не естетски индикации, туку силни медицински индикации, каде што тежината не може на ниеден друг начин да се контролира, да се пристапи кон овој начин на интервенција. Во текот на месецов, кон крај на овој или следниот месец веќе би можело да најавам дека би почнале првите интервенции кои што би биле на товар на Фондот за здравствено осигурување. Во Македонија се уште нема податоци, а во светот умираат околу 5 милиони луѓе од компликации на обезност. Во земјава најдебелиот пациент има 288 килограми. А сега во издание на Црвена линија го продолжуваме со вклучување токму на вас.
Она на што денес очекуваме да добиеме одговор од вас е дали обезноста според вас е болест или можеби едноставно резултат од животниот стил. Како и да е, на 023070005 вртите за да ве вклучиме секако и една многу важна напомена. Ве молиме и целосно да биде намален тонот на ТВ приемникот. Ако сте подготвени вие, секако подготвени сме и ние. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав до вас. Поздрав и до тебе, не очекував дека ќе бидам прва, знаеш, и ме фати така на брзинка, многу изненадена. Па добро, тремата не е во шема никогаш кога се слушаме. Трема не, нема трема. Трема, не сум дебела, не сум обезна, за да имам трема. Туку, знаеш како, Тина, јас на времето, значи може и да е болест, затоа што на времето јас на патофиза ми се чини запознав една жена, беше многу дебела, претерано. И јас онака ја погледнав случајно, нели, там вика, знаеш, вика, немој да ме гледаш така, вика, имам проблем со хипофизата, значи, токму поради таа, не тој некој проблем, жената била дебела, ама тоа се некои исклучоци, нели така е. Инаку што од мали децата, премногу ги хранат луѓето, им даваат се што, значи, овие примамливи хамбургери што се, овие чипсови, овие нездрава храна, се што е нездраво, нели е вкусно многу, и сето тоа допринесува да се навикне тој организам и понатака веќе како расте, така продолжува да јаде, продолжува. Никако не му се дава акцент децата да се храна здраво и понатака да продолжа здраво. Јас да ти кажам, јас нели имам 70 години, а татко ми на времето колку беше паметен и вака ми викаше, кога ти е најсладко да прекинеш. И јас толку си го врзав тоа глава, во крпче, нели си викам, навистина така, и баш кога ми беше најсладко ја прекинував и никогаш не сум била рака дебела, да речеш, пуна жена, но така нормално. Така да луѓето некои јадат. Благодарам многу што бевте први и секако со вас што го започнуваме ова издание на Црвена линија. Една напомене и до останатите кои што можеби им е многу полесно нели да дадат одговори токму преку активно учество во социјалните медиуми. Не заборавајте, Црвена линија е профилот на Facebook, заследете не. Секако ќе ви покажаме како изгледаме таму и очекуваме како и секогаш да има многу коментари кои што ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. Црвена линија денес прашува дали обезноста е болест или последица на животниот стил. Пишувајте, бидете активни и на Facebook, секако ќе ги читаме коментарите. А продолжуваме со вас. Денес Црвена линија прашува дали според вас обезноста е всушност резултат на болест или можеби резултат на животниот стил. Добар ден. Ало, добар ден. Најубав ден и вам. Повелете. Се слушаме. Да, повелете. Ова е резултат на културата, резултат на самиот човек, резултат е на неводење сметка за себе. Затоа што колку што ти барат очите, не треба да внесуваш се во стомакот. Оти окото е ненаситно. Некој ставил на вага, од напред ставил злато, од другата страна очите. И никако да се изравни то. Стотици кила злато се стават, очите само грабат. Кога ги завртил главата наопаку, точно си дошло кило со кило. Ете така кај нас е. Кој ќе седни да јади заборава. Јас некој сум напел негде кај 90 кила нагоре и викам чекај шо прам, си го среди ведењето помалце, кој ќе кажам престанувам точка, ама неќам да јадам. Си направи 75 кила сега и си мирувам. Гајле неам. Стварта е на културата на човекот, односот на јадењето, внимателно да видиш се што ќе видиш драпини. Па не збира. Толкава е кошничката таа, колку сакаш полнија, тогаш ќе се шири само. Ви се чини уште едно прашање, дали Центарот за менаџирање на обезноста ќе донесе резултати? Па, кој знае, јас тоа го гледам индивидуално кај секој. Така, благодарам за вашите одговори. Еве уште една напомена, особено за оние кои што можеби навистина ќе ми биде драго да посакате за прв пат да се вклучите во Црвена линија,
да продискутираме на денешната тема. Имајте во предвид дека 90 секунди е време трајање на едно јавување. Добар ден. Океј, добар ден. Голем поздрав и до вас во Црвена линија сте. Ова што сакам да го кажам, не е директно за дебелењето поврзано, али е многу опасно. Вртам негде над 90 пати на алфа, сега на тој да доби вас. Опасна и најопасна реклама во животот од 70 години што сме видели е рекламата за Орбит. Уста на челото. Децата почнуваат да се бускаат по челото и плачат зашто мама немам уста на челото. Еве, кажете ми, дали сметате дека обезноста е резултат всушност на животниот стил или резултат на болест? Да ви кажам, тоа е поврзано. Едно е генетски, а друго е тотално наведење сметка за исхраната. Јас сум 42 години и трчам по 12 километри. Така, еве, кажете ми каков совет би... Моето семејство е научено да дебело внимават на храната, поготово брзата храна, што се дели. Так. И неконтролирано јадење, значи, дали има потреба организмот или нема потреба само да се јаде. Треба многу вежби, многу трчање, многу активности за да се одржи телото. Телото треба и да троши, не само да прима храна. Така, еве, верувате ли дека и Центарот за менаџирање на обезност ќе донесе резултати? Да, секој добро и веројатно ќе донесе резултати, само треба да тие резултати да се примат. Така, благодарам многу. Земната обврска брзова, ја не можам да добијам алфа, вртам над 100 пати, тоа Орбит е нешто... Благодарам многу. Подсетување дека денеска Црвена линија бара од вас секако да дадеме одговор на прашањето дали обезноста според вас е болест или е последица на животниот стил. Да се држиме до темата, а еве би ни било драго и низ ваше искуство, еве на што вие самите сте сведоки, го практикувате, еве да дадете можеби и некој совет до оние кои што се борат, се разбира, со овој проблем. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Јас мислам дека дебелината од една страна е генетски, наследно. Ако во фамилијата имат дебели луѓе, и тоа се пренесува и на наредните генерации. И друго, денешните луѓе се склони на брза храна и ги ранат децата още од мали со чипсови, со смоки, со не знам какви работи. Се што е вештачко, се и дават да децата внесуваат во нивната уста. Значи треба децата да се прво хранат здраво, още од мали, и да не се присилуват на многу храна, за да не му се разшире желуднико и во наредните денови и години да мора да го надополнува тоа со исхрана. Затоа што човеко секој пат е склон кон многу јадење, а малку физичка активност и тоа допринесува до дебелење. Едно време луѓето што биле на село, копале, матиката играла и физички се истрошувале, така да тоа што го внесат, важно веднаш го соменат и не дозволуват да се толоже на нивното тело. А денеска сите јадат и право седнат во... Благодарам за одговорите и секако напомена, само внимавајте на тајмерот. Секако нема да изоставам да ве подсетам доколку сакате постојано да сте целосно и секако квалитетно и брзо информирани. Секогаш кликнете и на tilma.com.mk во однос на темата за која што зборуваме денес, а тоа е светскиот ден на обезноста. Задржете го своето внимание и на насловот на tilma.com.mk, а насловот е следен: во земјава најдебелиот пациент има 288 килограми. Црвена линија денес све прашуваме. Дали според вас обезноста е резултат на болест или пак резултат на животниот стил, односно животните навики? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прашањето дали е обезноста болест или од навиките, ја мислам дека е од навиките. Кога некој ќе лапа 50 сарми и ќе јаде
биштеци и плескајци, нормално е дека ќе се здебели и дека ќе биде болен. И после ние, ете, фондот за здравство сака да им плаќа да слабеат. Каде го има тоа? Значи, луѓе немаат да јадат, а ние ќе им даваме на овие што јаделе да слабеат. Како може тоа? Еве, според вас, како е најдобро да се избори човек со ваквиот проблем? Да не јаде, да биде културен, да јаде 15 кебапчиња, а не 45 кебапчиња. Да нека ако има пари, ја може да јаде 38 кебапчиња. Што не дае 25 кебапчиња, нека што нема. Ама само за нив лапај, оп, дебели, да не речеме се срамота, како што. И после ние, фондот за здравство ќе им плаќа. Не иде тоа. Оно здравството не нема пари за болни луѓе, сега за дебелите ќе има. Толку беше, фала ти. Да. Благодарам многу. И една напомена исто која што не ја спомнавме денес. Знаете и самите дека Црвена линија се држи до својата етика. Етиката е едноставна. Употребата на погрдни зборови, вулгарни зборови, изговарање пцусте и сега го говорот на омраза и говор кој што лудира на насилство ќе ја активира Црвената линија. Благодарам за вклучувањето, за одговорите. Продолжуваме да слушнеме токму од вас. Еве што мислите, дали обезноста е резултат на животните навики или резултат на болест? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, видете, јас сум на мислење дека дебелоста се потекнува од генетски фактори, да една добра улога тука. Исто така хормонални пореметувања, некои медицински, значи, запачености во организма на некои луѓе. И нормално прејадувањата и хронично гладни луѓе тие нормално тоа што ќе јаде и тоа ќе клај на него. Ќе стави на него. Така да не знам што би можеле да прават. Еве, например, имаше луѓе одат на подврзување на желудникот. Значи, желудникот, ако го навикнеме желудникот да бара повеќе храна, тој ќе бара се повеќе и повеќе. Тоа е на некој начин еден тренинг. Така да, ете, има доста луѓе што одат на подврзување на желудникот. Намалување на желудникот, за желудникот да не може да прима толку храна, да не побарува толку храна. Значи, веќе најдено едно чаре, меѓутоа има луѓе кои што... Така, благодарам. Внимавајте на тајмерот, но и ќе ве ухрабрам секој некој што сака нови 90 секунди, слободно завртете го повторно нашиот број. Ке подсетам дека ве очекуваме и на Facebook, нашиот профил е Црвена линија. Темата е објавена и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Па еве да почнеме и со коментари. Пристигна и коментарот на господинот Целе Алексов, кој што напишал: Добар ден, убаво прашање. Да, дебелината е болесно, нека и секого. И така и нас, кои сме поголеми гурмани на различни јадења, од месо и по некоја чашка вино, тоа е навик. Сум пробал да држам диета, но на мојата тешка работа тоа не оди. Снагата ќе ми се тресе. Поздрав и поддршка до сите дебели. Благодарам многу, господине Алексов, за коментарот и секако за учеството. Продолжете да пишувате. Давајте ги вашите одговори, ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Госпоđo, дебелината е последица на незнаење. Еве зашто се работи. Јадеме храна, воопшто не знаеме кој гликемиски индекс има. Разбирате? Затоа што, еве да кажеме, постои храна која што има висок гликемиски индекс, учество на јаглени хидрати, нели? И храна со многу низок. Например, авокадо има 5 гликемиски индекс, а некоја мерка е 55.
50-55 je otprilike merka, do таму е храна која што содржи која што има низок гликемиски индекс. Значи постои храна која што треба да се јаде и да се јаде храна со низок гликемиски индекс. Тука спаѓаат авокадо, бадемите, џумбирот. Џумбирот има и ефект на топење, знаете, ги топи оние мрсни наслаги на висцеларно сало околу стомакот. Бадемот, односно авокадото и бадемот имаат и диетални влакна, што е многу важно, затоа што јаглените хидрати се врзуваат, храната која што ја внесуваме, се врзуваат и полека и испушта. Значи доаѓа до метаболизам на јаглените хидрати, меѓутоа овој процес се одвива споро. Доколку се одвива брзо, ние тоа ќе го искористиме и брзо добиваме чувство на глад повторно. Благодарам многу. Еве, драго ми е што од вас се слушавме и ваков вид на одговори. Ќе ве охрабрам секако да го завртите повторно нашиот број 023070005 за нови 90 секунди. Внимавајте, тајмерот толку одбројува, така е предвидено во црвена линија, едно јавување да трае 90 секунди. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Вака се зборува за дебелината или обезноста. Ке ве замола малку погласно, подобро да ве слушнеме. Се зборува за дебелината или обезноста. Јас мислам дека дебелината е резултат на променетиот начин на живот. Што зборуваше предходниот гледач, јас многу не го делам мислењето. Нема потреба сите ние да бидеме нутриционисти и да знаеме низок и висок гликемиски индекс. Нашите баби и дедовци не знаеа за гликемиски индекс, но знаеа да бидат физички активни, знаеа да ги постат постите и не знаеа за авокадо. Нити нашиот генотип, нити нашиот фенотип, нити ние како народ сме пораснати на авокадо или на бадеми, сме пораснати на нешто сосема друго. Суштината е во тоа што премногу храна, премалку активности, едната димензија, и втората димензија, порано јадевме поздрава храна, старо семе, поквалитетна храна, храна која имаше и вкус и мирис. Денес не знаеме што јадеме. Мислам дека основната причина е тоа. Благодарам и поздрав. Големо благодарам, еве што ги споделивте вашите размислувања со гледачите на црвена линија, сега кога станете со нас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Секако, она што велат експертите е дека граѓаните што се однесуваат до модерниот човек нема доволно физичка активност и јадат повеќе од потребното, а лекарите мачат со последиците од обезноста. Дебелината е се поприсутна, а последиците од прекумерна тежина се диабет, зголемен крвен притисок, смртност, инвалидитет и намален животен век. На што се должи обезноста? Дали е тоа резултат на болест или пак на животниот стил? Да слушнеме. Добар ден. Ало. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав, Тина. Голем поздрав секако е до вас. Најубава тема, да ви кажам искрено, повеќе пати во месецот и во годината треба да се бара оваа тема и да се поразговара. Тварно, дебелината е болест. Меѓутоа, ние живееме во еден тежок век, каде што имаме, знаете што, пред се многу луѓе имаат сиромаштија. А кажете ми, кога човек е сиромов, јаде леп и паштета, што би очекувал од него? Нормално дека ќе се здебели. Сите знаеме по нешто да кажеме, меѓутоа јас викам вака. Типте работи што се купуваат треба да се видат колку калории имат. Најповеќе типните работи кои што ги купуваме, чипсови и икс другите работи се најбогати со калории и затоа се дебелиме од мали деца. Сега како да се спречи тоа, помалку да се јадат и повеќе физичка активност да се има. Тоа е спасот. Во светот знаете ли која е најдебела нација? Американците. Зашто? Затоа што јадат брза храна. Чипсови јадат и сендвичи. А ние истото го правиме тука во Република Македонија.
Па јас им порачувам на сите да ги зголемат цените на тие сендвичи за помалку да се јадат. Ви благодарам и поздравувам. Големо благодарам сега кој вам. Останете со нас, продолжуваме со коментари. Драго ми е пристигаат нови. Заследете на Facebook Црвена линија нашиот профил и сега го профилот на Телма телевизија и дадете одговор на денешните прашања на Црвена линија. Господја Цветанка Стојановска го напиша следното. Јас би рекла дека дебелината е здравствен проблем и болест, но и последица на животниот стил. За жал има разлика. Болеста е како причина на разни хормонални и метаболички пореметувања и треба да се лекува, а животниот стил придонесува со внесување нездрава и брза храна, непрактикување физички активности и тој може да се менува, што значи причините и последиците за дебелина се различни. Од формирањето на Центарот за менаџирање на дебелината ги следам изјавите на директорот и радува веста дека од примената на нивните методи има позитивни резултати кај оние што побарале нивна помош. Поздрав, голем поздрав сега кој до вас, господја Цветанка, и благодарно за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Ве слушаме во Црвена линија сте. На телефон Миле Керец од Делчево. Поздрав до вас, господине Миле. Јас ве поздравувам и баш ми е мило така што дојдов до таа тема. Оти многу исполитизираните теми веќе ми е досадно да се јавувам. Ги поздравувам моите делчевчани во Делчево и во диаспората, многу ги има. Ме слушаат и ставно ме викаат зашто не се јавиш, зашто не се јавиш. Што е до дебелината? Јас сум еден слабо човече, ама секош престанувам да јадам на стрет јадење, евентуално ако ми се услади една чорбичка, обично си правам чорбички, лесни храни. И сакам да кажам дека дебелината може да биде и болест, а може да биде и навик. Ете, јас имам пример кај другарки, другарчиња кои стварно не едат, ама жлезите се пореметени, стига до дебелина. Мислам дека пред двајца, мислам дека, само што се уклучив, пред двајца еден човек малку се изглупира, така, ама нема врска, нека му просто... Што им порачувате на оние кои што еве се борат со овој проблем? Кој е вашиот рецепт до... Да јадат половин чинија манџа, не цела. Да одат повише на растителна храна, а не... Така, благодарам. Еве, мора да признаеме дека од неколкумина од вас дадоа интересен и мора да признаме на вистина, верувам, и ефективен предлог како да се избориме, особено со вишок од килограми, а тоа е кога е најсладко, нели тогаш да се прекине со оброкот. Добар ден. Дали се слушаме? Дали сум ја на линија? Секако, повелете. Благодарам. Прво да кажам дека сум шекераш. Долго време се боцкам и така натака. Меѓутоа, кога можев да одам, јас пешаше секој ден по 10 до 15 километри обавезно и бев члан Дечко Самораве на 80 скоро години. Меѓутоа, кога откажа кичмата, одам со патерици, активноста, физичкиот напор го намалив, не можам да одам, а телото сака храна, на некој начин ова е болест на сиромаштијата. Тоа што сега, значи, нашата исхрана е сведена на минимум, не можеме да се храниме квалитетна храна, земаме колку да имаме да внесеме нешто во организмот, значи 80% од граѓаните, значи не се храна добро и сето тоа е, значи, резултат на несреден живот. Ако ние можеме да си го средиме животот, да можеме да приемаме што се вика квалитетна храна, да можеме да спортуваме, да можеме што се вика помалку да се нервираме, да ги немаме овие напори што се вика во секојдневниот живот, ние би биле далеко повесели, постречни, значи и нема да ги имаме овој проблем што го имаме сега. Меѓутоа, ова е болест на овој век, ќе речам, и ние од ден во ден, значи се зголемива бројот на луѓе кои што се, значи со енормно зголемена тежина
и треба што се вика сите да си посветиме поголемо внимание да ја намалиме килажата, друг спас нема. Благодарам, поздрав. Благодарам и за одговорите и учеството секако во Црвена линија. Ве префрлам на Facebook. Драго ми е, таму пристигаат нови коментари и сега го продолжуваме со коментарот на господинот Марко Александров, кој што напишал: Добар ден, да, дебелината е болест и затоа не треба на секој таков човек да му се смееме. Поздрав и убав ден, секогаш со Телма. Благодарам, господине Марко. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Па еве, кои се вашите така. одговори? Одлично ве слушаме. Па вака, сега ја, знаеш како си спортувам, така, си јадам, ама и си спортувам доста. Си трчкам тука низ кеј, вежбам на справите, по кеј и така. А дебелината е, некои ја викаат и алчност. Например, најдебели луѓе се кај нас у собранието. Парламентарците, највише они јадат и тоа по 2 пати некој пат јадат и најевтина храната е таму. Например, чорба, шкембе чорба, говедска чорба, телешка чорба, ја како што знам 50 денари. Абе кркаат по 2 пати некој пат јадат. Исто и телешки бифтеци, ето тие телешки бифтеци се малку поскапи, 180 денари. Мислам, за нормални кафани е многу ефтино. Знаеш, и си кркаат и затоа се толку дебели. Например, у собрание, ако ќе ги видиш некој, така у гушите, те не можат масна да врзат. Еве што ќе им препорачате на граѓаните кои што си пак имаат предизвик пред себе, а тоа е да ја намалат килажат, односно да се изборат со обезност? Малку да вежбаат, малку да повежбаат, малку и тоа лесни вежбички, ако се многу цеа, не знам каква ситуација си, лесни вежбички и многу пешачење, Тина. Многу пешачење, повеќе физичка активност. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме со вас и секако еве Зонија можеби кој што малку подоцна се вклучија, ќе повториме дека денес се одбележува светскиот ден на обезноста и она што меѓу другото Црвена линија прашува е дали според вас обезноста е болест или пак резултат на нездрави навики или пак животниот стил. Добар ден. Здраво. Добар ден. Слушаме. Одлично, повелете. Како си кажете новиот израз ќе го попримиме од енглезите или од французите? Обесилта, како? Обезност. Обезност. Да. Не обедност, него обезност. Со З. Со З, да? Па поле обедност, таман обед, нели, јадење. Док, не е битно. Важно ќе имаме сега ќе удомиме уште еден збор од надворот, странциве. Еден куп ги попримевме, па се више мање не прави проблем. А што се однесе до дебелина вака, гледам него луѓе препорачуваат движење, пешачење, трчање, ована. Еве ја да речеме, кога сум слободен сум легач. Прав смисол на зборот легач, джамолебар. Довде до нега, ама кога ќе ме ангажираат некаде да работам за тројца. Тогаш маста ми се вади. Така да ја пример така на тој начин вежбам со тоа што ја морам да сработам работата што сум ја започнал. Тога сум сигурен дека многу калории. Покрај што морам да користам физичка сила, многу повеќе лејката ја користам. Многу повеќе, значи, морам да употребам лејката, оти ако сгрешам со лејката таму, може да експлодира тоа таму што се прави. Така да активности да, али не да изиграваме примадони, балетани. Добро, благодарам за учеството и за одговорите. Останете со нас. Дали пациентите и според вас добиваат соодветна медицинска грижа или напротив се сочуваат со дискриминација? Дали според вас борбата борбата со обезноста е тешка борба
што имате да кажете во односи на вашето лично искуство? Верувам дека голем дел од вас можете да дадете и препораки или пак еве од лично видување некакви интересни нели начини како да се справиме со вишок од килограми. Што практикувате вие? Слушнавме дека можеби најдобар лек е да се прекине со јадење кога е најсладко. Добар ден. Ајде, поштување, Тина. Ве слушаме, повелете. Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели. Благодарам. Што се јавија на сите емисии од сабајле до вечер. Вака сега, ја мислам дека тоа е последица на животниот стил. Зашто? Пошто дебелината генетски на македонците не е. Не е ген на македонците дебелината. Дебелината последниве 35-6 години. Зашто? Од кога Македонија стана самостална, од кога почна луѓето да се отпуштаат од фабрики и се уди на апчиња, кој падна во депресија апчиња, кој му се случи апчиња, све тоа последија на нервози на апчиња што пијат. За децата во предшколско. Јас кога бев 8, кога учеви во средно, имаше активности во 8 одделение. Дали има сега уште тие школски надпревари? Има, ама не во таков домен. Значи, све мислам ја дека животниот стил, све од апчињата е дебелината. Пак ја повторам, генетиката на македонците не е дебелина. Немаме ние генетски стил, така, генетско живење. Ви се чини и ова дали Центарот за менаџирање на дебелина ќе донесе резултати? Ќе донесе кога системот ќе се смени во сите сегменти во Македонија. Во Македонија кога ќе се смени, кога ќе нема нервози, кога апчињата ќе се сменат, сведат на минимум да трошат луѓето. Тогаш ќе се, иначе вака ќе се избори. Благодарам и ве што споделивте со гледачите според вас на што се должи обезноста. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, како и да ќе ве посетам, секако активна е се уште и анкетата на Инстаграм. Кликнете на Инстаграм стори и одговорете на прашањето дали Центарот за менаџирање на дебелина ќе донесе резултати. Имате две опции за одговор, да, не. И ве подсетувам, пишувајте коментари за да читаме меѓу гледачите, бидејќи вклучување на гледачите, бидејќи коментарите се одговори на нашите прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Значи, прекомерната тежина во суштина е проблем на начинот на живот. Во суштина, најголем дел. Помал дел е, да речеме, болест, генетски, хормонални и така натам. Јас имам една реченица што применувам стално, викам, тоа е влез и излез на калории во организмот. Значи, ако вие се смета дека идеална тежина е висина минус 100, уште минус 5 ако имате, тоа е идеална тежина, ја имав ја со години, ама сега немам. И значи, кога тоа ќе приметите дека се зголемува, дали мерите колку калории внесувате? Вие може да внесете повеќе, ама треба многу повеќе да потрошите по енергија, по работа, во движење и така натам. Ако не се движите, ако не ја потрошите таа енергија, таа си останува во организмот и се таложи. Значи, многу едноставно правилото, сваќате? Зашто? Погледайте слики на луѓето после Втора светска војна. Како изгледаат сите? Сите се слаби. Зошто? Па немале храна. Не можели да сакаат многу да јадат. Сега ние фаст фуд, ова, она, па баш катоа квалитетот на исхрана. Кој прави денеска домашно јадење? Имаат ли време да го изготват да направат? Така? Она здраво што е. Претежно фаст фуд и такви работи и не се контролира количината на калории. Сваќате? Благодарам. Благодарам многу и вам. Сега ќе подсетиме да кликнете и на telma.com.mk. Задржете го своето внимание на насловот во земјава најдебелиот пациент има 288 килограми и секако еве она што ќе издвоиме е што Фондот за здравство во едно најави дека годинава ќе покрие операции за 40 пациенти со прекумерна тежина кои што имаат потреба од операција. Црвена линија денес ве прашува дали обезноста според вас е резултат на болест или на животниот стил, односно животните навики. Добар ден. Ало?
Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден, Тина, прекрасна. Благодарам. Вака овдека е Александра. Вака дебелината, знаеш како се лечи. Само со мотика умива. Ве слушаме, продолжете. Така, со мотика нива и сите што дошле во Скопје, без разлика кој град, ги напуштиле сите села. Јас имам 5 хектара земју и така. Значи, ако сакаш да излечиш дебелината, само мотика. И кој ќе копа и толку. Кажете ми, во руралните средини, дали се забележува пораст на лица кои што водат битка со више килограми? Да. Јас сум 1,69 и имам 50 кила, а јас копам. Така, значи повеќе физичка активност. Физичка активност е само матика. А овие сите што се јавуваат до сега, матико не видели. Така, според вас Центарот за менаџирање на обезност ќе донесе резултати? Да, апсолутно. Апсолутно. Благодарам и што споделивте. Поздрав и најубаво. Се најубаво што споделивте како гледате на денешната тема за која што зборуваме со вас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ете да видиме во меѓувреме, верувам дека ќе пристигаат и нови коментари кои што секако сакаме да ги споделиме со вас. И она што... Добар ден. Дали се слушаме? Добро, најверојатно добиваме сигнал дека имаме некого на линија, но најверојатно тоа не е така. Продолжуваме со коментарот на Facebook на господинот Горан Чоков кој што напишал: Токму така, дебелината е болест која доаѓа од незнаењето, а тоа пак е промашување на целта. Со еден збор, стомакоугодие и воедно отрови кои покрај телото го трујат, поточно го возмутуваат умот. Лек, пост и молитва проследени со радост за бенефициите од истите. Тешко е, но не е невозможно. Поздрав и благодарам, господине Горан. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав, дали ме слушате? Одлично, повелете. Абе, видите, јас што имам приметено во врска со мене и моето обкружување. До некаде околу средината на 70-тите години, а немаше ни еден дебел човек во сите градови во Македонија, се знаеа колку се дебели луѓе, негде по 10 души. И кога ќе видевме дека е некој дебел човек, мислевме дека е директор, да ви кажам право. Сите на работа одеа со точаци, или пешки одеа, се враќаа, се движеа, и затоа беа слаби луѓето. Но сега во последно време, сиромасите станаја дебели, да се чуди човек. Сега, мојот случај ќе ви го кажам. Јас оставив 20 килограми, а се здембелив, останав дома, не се движев, јадев, кркав и решив да ја намалам храната, нарочно лебот, некад околу 30% од моето секојдневно јадење. 30. И, наискрено ви кажувам, 20 кила за една година сум ослабен, требаше мало да ослабам. 20 кила и се навикна со помалу храна да јадам, значи. Инаку дембел сум, не се движам. Но ослабен. Така, благодараме и ве што споделивте со нас, со сите нас, всушност како вие сте ја избореле битката со вишок од килограми. Останете со црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден, пак Тина. Ако дозволено е репете, но дали е дозволено постојано репете кога станува збор за оброците? Не, никако. Нема репете.
Само малку ќе си ставиш очини и ќе речеш стоп, нема, доволно ми е толку, нема благо, нема инаку да ти кажам, ги слушав сите гледачи, нели, ја прва се јавив и сега знаеш што ми е, Тина, многу заборавивте вие младите да се движите уствари. Се навикнахте така со коли. Јас на времето сум била некојаш млада, нели? Пешачев, да речеме, од Рузвелтова кај што живеам до вашата телевизија пешки. Керка ми живееше натака, јас скоро секој ден одев натака навака пешачев, значи. И тоа за мене беше ништо, некојаш и дури до Ѓорче пешачев. Сега да речеме имам, нели, пензионерска карта, можам да се возам некој денови со автобус, ама зошто кога, фала Богу, имам нозе, дај Боже, уште да ме држат, и зошто да не пешачам до Зелен пазар, до Бит пазар, да речеме, и тоа толку многу убаво ми е. Знаеш како, Тина, мислам дека и сум посреќна кога ќе пропешачам, а вие младите од работа во кола директно, па као имате обврски, па и ние зар немавме обврски некојаш, па и ние го отневме, па и ние се, и плюс порано, знаеш, Тина е со манџички, ние се храневме со манџички. Не можеш ти поеш од една чинија гравче, да речеме, или борани, или грашок, нешто да изедеш. А сега, тоа што го казав на почетокот, тие примамливи бургери што се, толку се големи, баш се прашувам како ги јадат децава, но вистина тоа е толку многу големо, просто да не можеш да сватиш колку ќе го изеде и после понатака се ќе продолжи да зголемува, нели? Благодарам за вашето репетено во однос на учество во Црвена линија. Па Иве, зошто според вас се уште се смета дека и обезноста е резултат, односно прекумерната обезност е личен неуспех? Секако луѓето кои што водат битка со вишок од килограми, мора да признаеме понекогаш се соочуваат и со дискриминација и со критики од јавност. Но обезноста, денеска зборуваме за неа, е секако причина за појава на многу пречки во секојдневието, носи многу болести и секако може да резултира и со хронични голем број болести. Па на што се должи обезноста според вас? Дали е тоа резултат на болести или погрешен и неправилен животен стил, односно животни навики? Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме. Поздрав до тема. Благодарам, поздрав и до вашата емисија. Благодарам. Баш е темата супер. Јас лично мислам дека ги би поделил пола е болест, пола е последица на животот. Зошто го векам ова? Човек, ако сака, може да ослаби за месец-два. Да смали храната, да повеќа физичката активност, а човек исто така може да биде во телесна тежина потежок ако седи, не работи ништо, јади мрсна храна и така натака. За да не ве задржувам многу, моето мислење е тоа, поздрав многу и успех во работа, добро здравје. Пријатно. Благодарам, сега кога ви посакуваме се најубаво и добро здравје и благодарност за вашето учество и одговорите. Одиме понатаму, верувам дека еве секој од вас, можеби горе-долу мора да се признаеме, се случува особено нели еве по зимскиот период да настане нели зголемување на килограмите. Тоа е резултат на тоа што во зимскиот период генерално поголем процент од нас повеќе сме статични, помалку движиме. Празниците, секако оние кои што се врзуваат пред и по новата година, си го прават своето. Богати трпези, многу храна, но еве како да се справиме според вас со битката со обезност, дали ви се чини дека тоа е пред се резултат на болест или може би токму резултат на животните навики и дали всушност еве и болест на модерниот човек, бидејќи многумина од вас стави акцент на тоа дека некогашните генерации всушност реално така рековте, ретко кој имал битка со вишок килограми. Добар ден.
Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Епа вака сега. Тука е во прашање Спалков и тироидната жлезда. Така да имате така и таа функција треба да работи како што работи и дали може да работи. Треба прво да го изчистите црниот дроб. Значи, ако не го изчистите црниот дроб, ништо, ни една болест не ја лечите. Само залечувате. Можете и операции да ви прават, ако не е иштичен црниот дроб, не знам што да кажам. Значи, ова претпоставувам дека многу и сите го знаат или дали не го знаат. Затоа што треба, значи не е важно што јадеш некој пат, него колку јадеш и како го трошиш. Сега, ако сакаш да ослабиш, онда нормално се знае, имате зеленчукови супи, па компири, тоа што ти ја знам. Значи имате она, како да речам, некоја веганска храна, едноставно да речам, така да може, затоа што, пак ќе кажам, мора тоа што треба движење, треба. Меѓутоа, секој не може и да се движи. Зашто вие имате луѓе што не можат да се движат, имат прекомерна тежина. Затоа кажам, исхраната исто е многу важна. А, например, ја цел живот сум пешак, и вие река и мене, мојата фамилија со сточаци. Така да и да јадете, некој ќе рече ноќе. Јас имам во фамилија само ноќе јаде, па е слаб што да кажам. Меѓутоа користи точак и веганска храна. Така да има многу работи што во дебелината така да има и хормонски нормално меѓутоа пак ќе кажам, значи Благодарам за се она што го споделивте, кажавте во црвена линија, а јас секако ќе потсетам да се внимава на тајмерот. 90 секунди е време траењето на едно јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Добар ден, Тина. Голем поздрав. Јас лично за себе ќе кажам. Индивидуално е тоа. Значи, зависи многу од метаболизмот и викат кога ти е, не викат, него и треба ние да знаеме, кога ти е највкусно да оставиш од јадењето, да скратиш. Јас, кога бев млада, имав 52 кила. Пред 53 години. Сега сум 72, бев 60, сум сега овие 4 месеци зимово, накачив 4 кила. Меѓутоа сум покретна, се движам, пешки одам, ама јадам домашно готвено, манџи, али пак, тоа е индивидуално од организмот, да, и ние жените веќе у метаболизам, ова, она, поминуваме. Ви се чини ли дека сушност битката со обезноста е болест на модерниот човек? Па да. Да. Мажот ми јаде многу повеќе од мене, а слаб е. Многу, количински се, ама слаб е. Па е од индивидуата е. Метаболизмот е многу битен. Дали може еве со храната да се поспеши метаболизмот со одреден вид храна? Па, јадеме исто, ама тоа готва манџи. Така, но кај него ефектите се поинакви. Благодарам многу еве што дадовте одговори, а секако сега време да видиме какви одговори дадоа оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не во овој момент и секако учествувате веќе во утрешната анкета на Црвена линија. А денес еве што прашавме, дали Центарот за менаџирање на дебелина ќе донесе резултати. Со да одговорија 34%, со не одговорија 66%. Драги мои, следуваат рекламите, а потоа се гледаме повторно во студио. Останува да ви речам големо благодарам што благодарение на вас ја креиравме и оваа Црвена линија. Ве припуштам на програмата на Тилма, а утре се гледаме во новото издание на Црвена линија.